Екстремно тестирање по математика за 6 деление во учебната 2015-2016 година. Во базата прашање на страна 33 се поставени овие 10 прашања, тоа се кајмена прашања под број 321 до 330. 321 прашање. Која е најголемата вредност во низата, ако најмалата е 5, а рангот е 8? Ранг е разлика меѓу најголемиот податок и најмалиот податок. А минус Б еднакво на R. Во овој случај имаме да го определиме најголемиот податок, најголемата вредност во низата. Се извинувам. А минус 5 еднакво на 8. Рангот е 8. Намаленик, намалител, разлика. Намаленик се определува кога ќе се собери разликата со намалителот. 5 и 8 се 13. Значи, одговор, најголемата вредност во таа низа е бројот 13. 322. Колку членови има низата ако нивната аритметичка средина е 8, а збирот на сите членови е 64? Аритметичка средина се определуваше кога збирот на членовите ќе се подели со бројот на членовите. Овде имаме збирот е 64, аритметичката средина е 8, колку се тоа податоци? Деленик, делител, количник. Непознат делител се определува кога од деленикот ќе се подели со количникот и ќе добиеме дека се тоа 8 податоци. 323. Рангот од низата скокови на еден надпреварувач во скок во далечина е 4,2 метри. Колкав е неговиот најголем скок во далечина, ако се знае дека најмалата далечина која ја прескокнал е 3 метри. Разлика меѓу најголемиот податок и најмалиот, а познат ни е рангот е 4,2. Непознат намаленик се определува кога ќе се соберат намаленикот и намалителот и разликата, а тоа е 4 цели и овие 3 цели 7,2. Значи најголемиот скок, поголемиот скок му бил 7,2 метри. 324. Дадени се 3 броја со аритметичка средина 7. Ако двата броеви се 7 и 8, колку изнесува третиот број? Ако двата се 7 и 8 и аритметичката средина е 7, третиот број е 6. Меѓутоа, не секојаш ќе добиете така едноставно прашање, како ќе постапите. 7 и 8 ги собираме, мораме во заградата да работиме 15 плюс хикс. Тоа е деленикот. Се определува кога количникот ќе се помножи со делителот. Непознат собирок се определува кога од збирот, во овој случај ми е 21, ќе се одземи познатиот и добиваме дека тоа е бројот 6. 325. Јана има 120 денари, Милан има 280 денари, а Агим има 220 денари повеќе од Милан. Мирјана има толку денари колку што изнесува аритметичката средина од парите што заедно ги имаат Јана, Милан и Агим. Колку денари има Мирјана? Треба да најдеме аритметичка средина. На кои податоци? 120, 280 и Агим има 220 повеќе од Милан. 220 плюс 280 е 500. И сега тоа го делиме на 3, па ќе добиеме збирот е 900 поделено на 3 е 300. Значи, ова Мирјана ли беше? Таа има 300 денари. 326. Еден ученик на часот по физичко скокал на јаже и во 3 обиди просечно скокнал 33 пати. Просек или аритметичка средина? Ако во првиот обид направил 22 скока, во вториот обид 2 пати повеќе скокови од првиот, колку скокови направил во третото скокање? Првиот скок му е 22, вториот скок му е 2 пати повеќе отколку во првиот, 2 по 22 44, колку направил во третиот. Тој збир поделен на 3 е еднаков на 33. 22 44 е 66 плюс хикс поделен на 3 е 33. Деленик се определува кога 66 плюс хикс во овој случај не беше деленикот.
кога ќе се помножат количникот и делителот, 3 по 33, 99, непознат собирок, кога од збирот ќе се одземе познатиот и ќе добиеме дека е тоа 33. Значи во третиот обид тој скокнал 33 пати. 327. Во 5 гајби имало праски. Бројот на праските во секој од гајбите соодветно била. Значи 35, 45, 50, 46, 34. Соред. Колку изнесува просечниот број на праски во една гајба? Повторно бараме аритметичка средина на тие податоци. Збирот нивни го делиме на 5, збирот на гајбите заедно изнесува 210, поделено на 5, просек имаме 42. Во една гајба просечно 42 праски. 328. За низата, минус 4, минус 12, 2, 6, 2, 8, 2, 3, 5, ранг представува бројот. Ранг беше разликата од најголемиот податок и најмалиот. Најголем податок е 8, најмалиот е минус 12. Малку необична задача, затоа што ранг е разликата од најголемиот податок и најмалиот. 8 минус, а најмал е минус 12. Пак ќе се обидам на овој начин да обяснам. Имам број направа, тука е нулата. 8. Најголемиот податок. Десно се позитивните 2, 4, 6, 8. Тамо ми е бројот 8. Сега имам минус 12 на лева страна од нулата. 2, 4, 6, 8, 10, еве го минус 12. Колку имам вкупно сега податоци? Ранг. 2, довде беа 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Рангот е 20. 329 прашање. Аритметичката средина на броевите 2, минус 7, 15, минус 15, 7, 18 и 1 е. Ги собрав 2, 18 и 1. Добив 21, делам на 7. Зошто делам на 7? Затоа што се 7 податоци. Зошто не ги собирам броевите 7 и минус 7? Затоа што нивниот збир е 0. 15 минус 15, нивниот збир е 0. Така, значи, на ни воопште не му обрна внимание. Така добив 21, поделено на 3, ово е на 7. На 7. Да, овде треба да ми види 7. Не 3. Добро. Прашање број 300. Која е најмалата вредност во низата ако најголемата е 10, а рангот е 18? И ова е малце необично прашање. Ранг беше разликата меѓу најголемиот податок и најмалиот. Најголемиот податок ни е 10, минус најмалиот да добиеме 18. Непознат намалител се определува кога од намаленикот се одземи разликата. 10 минус 18 е минус 8. Ај тоа да се обидам да го објаснам овде. Најголемиот податок е 10. Еве каде ми е 10. Рангот е 18. Најмалиот податок го барам, значи треба да одам помалице на лева страна. 18 поделоци. Имам овде ми се 10, 12, 14, 16, 18. Кој број е тука? Минус 12, минус 11, односно по 2 имавме, минус 10 тука е минус 8. Тоа беа 10 прашања, благодарам за вашето внимание.